Кога ги забораваме мртвите, тоа е исто како да сме ги убиле повторпат. Но Битола се сеќава. Битола не ги заборава над 3000 битолски евреи кои утрото на 11 март 1943 година беа депортирани и однесени заедно со сите евреи од Македонија во Треблинка. Затоа, секоја година на овој датум се оддава чест на сите оние сограѓани на битолчани со кои делеле заеднички моменти, а кои во еден миг заминаа во неповрат. Маршот на живите е тука да не подсети на едно зло, кое никој не смее повеќе да го повтори. И на 76 годишнината од Холокаустот, гости од Македонија, Израел, Германија, САД, чекореа од поранешното еврејско мало, преку широк сокак, па се до железничката станица со порака: Битола памети. Високите делегации положија свежо цвеќе на спомениците на загинатите борци и на споменикот на жртвите од Холокаустот. Во Битола дојде и израелскиот министер за Ерусалим, со чија помош се направи Ерусалимската патека на еврејските гробишта. This Jewish cemetery probably one of the most important pieces of the memory of the Jews in Balkan and especially here in the Macedonia. The Jewish community here in Bitola, in Monastir, was one of the famous and the strongest communities with a very deep connection with our capital, Jerusalem. And then for us as the Ministry of Jerusalem to be the part of the process of rebuilding, of conserving of this cemetery, it's very, very special because many of the people who come from Bitola, they built a lot of synagogues and a lot of things in Jerusalem. And then we are proud to be the part of trying to return to this cemetery, to be the part of the history of the Jewish people and to be the part of the history of Bitola. Hundreds of Israelis came especially with different delegations, old and young and third generation and second generations, and people with special needs. They are all here to pay tribute, to tell the story. Дека и Талмудот, и Библијата, и Куранот, сите не учат дека да се спаси човечки живот, еко да се спаси целото човештво и да се убие човек, да се убие целото човештво. Тие всушност емоции кои што ги имаме од тој период бидат мотив за да направиме нешто повеќе за подобра иднина, заедно. На железничките пруги, од местото каде што тргнаа вагоните со депортираните битолски евреи, делегациите положија цвеќе и беа испратени пораки. 75 years ago, 76 years ago, 78 years ago, there was something that was called the final solution by the Nazi government. That final solution was the wrong one. We do have to offer the world the real final solution, and it's called love and compassion. Министерот за Ерусалим својата прва посета ја искористи за свечено да ја отвори Ерусалимската патека на еврејските гробишта, заедно со македонскиот министер за образование Арбер Адеми. Министерот Елкин на министерот Адеми во оваа прилика му подари печат була, кој во Ерусалим се користел пред 2700 години за верифицирање документи. А токму фотографии од еврејските гробишта ќе бидат поставени на Google Maps и на тој начин ќе се раскажува приказната за еврејското минато на Битола. Експерти од Холон Институтот за технологија од Израел во Битола на Факултетот за информацијски и комуникацијски технологии обучуваа млади луѓе на нови и иновативни техники за поставување на фотографии на Google Maps. We're starting with the cemetery, which is very, very special and important for us. But the idea is to go and put first into the Google Maps all the Jewish locations, all the places where Jews used to live, so you will have the Jewish tour. So when someone enters the Google Maps, he can already see all those places. Курс по користење на напредни GIS технологии од светски познатиот Холон Институт за технологија. Ретка прилика да не само нашите студенти, туку и експерти од градот, но и пошироко, имаме и од другите соседни градови,
да научат најнови технологии кои се применуваат во Израел, а знаеме дека Израел е една од водечките технолошки земји. Тука, на гробиштата ќе биде поставен и сончевиот часовник кој го изработи последното еврејско бебе родено во државата, сега познатиот израелски скулптор Мати Грунберг. Скулптурата е готова, а беше изработена во работилницата 5 во Битола. Часовникот ќе биде зрак светлина, што ќе ги осветли и ќе им даде живот на еврејските гробишта. What was important for me here is really to create something symbolic and monumental to bring the beam of light into the dead cemetery. The beam of light into the dead cemetery, that's a symbol of hope. Hope for the community, hope for the future relationship between Israel and Macedonia, Macedonia and Israel. And to see so many people got excited and working on this project, that's a great honor for me to see that stage. Not many of you know that Mati is the last Jewish baby to have survived the Holocaust. He was born on March 4th, 1943, and the deportation started a week later, March 11th. So it's very symbolic for a person who is 76 years old to come and to build such a sundial, which is in commemoration of his family, the Jewish family. It's very moving for us, and I'm sure for you too. Меморијалниот парк, каде ќе се наоѓа сончевиот часовник, е проект на Архам. Основната идеја и концептот на паркот беа точно бесконечноста на времето и бескрајноста на човековата лоза. Идејата за паркот е точно тоа, бескрајноста на човековата лоза, дека сите сме еднакви и дека времето е бескрајно. Му благодарам многу на Мати што многу ни поможи и ја излече и нашата идеја, ја стави шлагот, го стави на нашата идеја. Поминавме тежок пат, но меѓутоа мислам дека уште потежок пат е пред нас за да стигнеме до крајната цел, паркот да го видиме како готов производ. The most important thing with this light of beam of Mati Grunberg, of the inspiration and commitment of our association for sustainable urban development, Arkham, is that we are building extraordinary, exquisite friendships with perfect people that would never had a chance to come here if this idea was not living and burning as it is today. Она што остави посебен впечаток оваа година беа децата со посебни потреби од Израел, кои на сите настани организирани во Битола пееа заедно со група од Израел. Со нив беше Офра Коен, музикотерапевт од Израел, која оваа година е по 4-ти пат во Македонија. And I'm very happy about this. For all the projects that we make together with the ambassador, with Mima, with Shelley, we make it with special need. People come with us and make music, and they include for the society. The important thing for me, for a human being, that all the people will be the same in the society, in the same opportunity. My option is music, and I make it with music. And we come with artists, we come with painter, we come with a lot of people from the culture in Israel. And all the time, they are in the center of the things. Во Битола се одржа и првата iVision конференција за иновација за Балканот во организација на одделот за диаспора при Светската ционистичка организација на иницијатива на амбасадорот Оријан. На конференцијата учествуваа 40 учесници од Македонија, Косово, Србија, Белгија, Бугарија, Унгарија и Израел. And for me, as the head of the department, my policy is to reach out to small congregations, small Jewish congregation. So this is the reason that we are here. And what we realized that this region is basically the young adults are very interested in innovation in Israel as a startup nation. So therefore the theme of this conference will be
iVision, like the vision of Israel from the point of view of innovation. I was sent here in December 2018 to check the possibility to organize such a conference. I can tell you the truth, where first time when I arrived, I wasn't sure it's going to happen. I had struggles on the way to recruit the participants from different Jewish communities in different countries, and it took slowly, step by step. And I'm happy we managed and succeeded to bring a group from different countries. Това е еден многу убав настан и се разбира тажен настан кој не потсеќа на нешто што се случило пред 76 години. Би сакала да кажам дека сум многу среќна што имаме услови да се одржува во Македонија. Има луѓе што се заинтересирани да дојдат. Оваа година дел од настаните беа и неколку професори од Бар-Илан, Универзитетот од Израел. A couple months ago, I gave a lecture at Bar-Ilan University, and I spoke about memory without witnesses. And this was the idea that in Bitula and Macedonia, we have a problem because we have no people who can remember exactly what's happened, except those who used to live here. But Jews who were taken to Auschwitz, we don't have even one that can tell us exactly what's happened. And it's a big problem how to build a memory for the second generation and for the third generation, who can tell the grandchildren what's happened here. From my travel here, from the 4 days that I've been here, I see that there's a lot of common between the people of Macedonia and the people of Israel. The land is beautiful, the people are very simple and very friendly and very hospitably. And I think the Israeli people will love to visit here and they'll find a lot of understanding and common grounds with the Macedonian people. So not only for the memory of the past, but even for the future, for the Israeli and the Macedonian people to collaborate. It is a similar Israel. Similar, it's a multicultural country. We live in a Arab, Jewish together. We learn together. We live together, and I think that the Macedonian country, it's a similar Israel between it's a multicultural country. And the presentation that I gave was about tourism, how you can use cultural heritage site as a tourism project. But the main idea is to show the potential of Macedonia, and mainly Bitula, Ohrid, and Skopje, for tourism attraction based on heritage. And heritage means not only the Jewish heritage, but Macedonian. They can obtain some of the Jewish heritage and develop their own identity and their own project of tourism. Младиот иноватор Дорон Ишалом беше меѓу многуте израелски гости кои годинава беа во Битола. First time when I came here to Macedonia was to the summit Macedonia 2025 to speak about innovation. When I came from the airport, I talked with a young driver, and we talked about the similarities between Israel and Macedonia as two young, isolated countries in their region that wants to, let's say, to improve their society and economy, and actually they need to use only the human capital. It's all about the people. So we both don't have a special natural nature resources, right? And we need to use our minds, our young talents, and to help them to create their own society, their own country, as a stable place that can enable them to stay here and to grow their families here. And I think Israel and Macedonia are very similar in this. Како и секоја година, така и оваа дел од честувањата беше и Рахел Шели Леви Друмер, внука на доктор Хаим Абраванел, познатиот еврејски лекар кој работеше во Битола од 1946 до 1963 година и чија желба беше реставрација на еврејските гробишта. А токму Шели ја исполнува неговата желба и е вклучена во проектот за реставрација на еврејските гробишта од самиот почеток. Мене Битола ми е како дома и заради тоа ги носам сите тука во Битола.
Јас како член дел на евреите од Битола кои не живеат тука, знаем дека сите евреи од пореклом од Битола што живеат било каде имаат многу топли чувстви према Битола. Иднината останува на младите, а во овој случај младите од Македонија, Израел и Германија се тие кои ја презедоа иницијативата Патоказ кон помирувањето, предводени од Ханс Јоаким Шолц, свештеник на протестантската црква во Баден, Германија. Активностите започнаа пред 4 години со чистење на еврејските гробишта како дел од летен камп, а продолжија со иницијативата за помирување во која, освен млади од Битола и Германија, годинава се вклучија и 15 млади од Израел предводени од Михал, внука на Гита Калдерон, единствената еврејка од Македонија која го преживеела Холокаустот во логорот Аушвиц. Минатата година нејзината мајка во Битола го собра целото семејство, а од семинарот се роди иницијативата за помирување. And we met a lot of friends from Macedonia right here who live here in Germany, and I really enjoy it and I love it. It's very important for me to be here because I think it's important to have reconciliation between Israel, Macedonia and Germany, because we have a big ill for what happened in this city and what happened to the people who live in Israel. Ова година веќе проектот и учесниците се 3 пати поголеми од обично, затоа што има веќе интереси од Израел. Значи деца израелци сака да се придружат да видат како ние ќе правиме помирувањето помеѓу ние германците и израелците и се надевам дека ќе бидат дел од новата заедничка историја која што ќе ја напишеме. So our youngsters of the age of 15 to 20 had a wonderful opportunity to identify with this history. And so reconciliation is possible because identification is happening between generations. And so we are very happy that it is not just an imagination but an experience of today. And that's the base for future. You need relationship, you need to know, you need to hear. And so the main question is always, tell me your story. And that's the case nowadays also. Tell me your story. You Macedonians, you Germans, you Israelis, how do you remember history? So that's the base for building future. And we are very happy to give a contribution to that development. I think this is what makes us closer and to understand each other and to figure out, although we have a different religious or different culture or we come from a different country, we need to learn how to love each other and to be peace with each other, and that will make our future so much better and so much easier. Сега сме веќе и дел од еден голем проект кој што значи помирување помеѓу заедниците, германската заедница со израелската, воопшто со помирувањето секаде во светот. Бевме учесници на еден семинар во Баден во месец јуни. Сега повторно ќе земиме учество на ист таков семинар во месец јуни во Израел. Меѓутоа во август месец младите од Германија, од Израел ќе земат активно учество во кампот кој што се организира во август месец. Ние сме пресрекни што можеме да покажеме не само на денешната генерација, него и на сите идни генерации, дека најважно е помирувањето и најважно е да се простува за понатаму да можеме да го продолжиме животот онака како што треба. Токму во сеќавање на битолските евреи, младите од плоштадот Магнолија во Битола кон небото испратија светлосни фенери, надевајќи се дека ќе придонесат во иднина во која наместо волка ќе владеат мирот, љубовта и разбирањето.